Добар ден, драги пријатели, добродојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска одговарам повторно на едно прашање од наша драга пријателка Благица, која што втор пат ни поставува прашање и ќе го погледнеме, па ќе се вратам за да дадам одговор. Благица, фала ти за прашањето и е супер прашање, супер тема, али во принцип прво за производите и за компанијата која што ми ја спомна во самата комуникација, немам лично искуство за да може би споделам искуство или да дадам мислење, така да немам појма, али по бизнис моделот на кој што работи таа компанија, сум речиси сигурен дека се работи за супер производи и тоа се сепак додатоци во исхрана кои што некој од вас супер ако ги користи да си го олеснува можеби процесот на обавување на метаболички процеси, затоа што додатоци во исхрана се нешто што денеска е сосема нормално секој од нас да го прави. И секој од нас има и витамин С и Б комплекси, можеби најразлични витамини, минерали, додатоци во исхрана кои што му го олеснуваат можеби внесот на потребните есенцијални макро и микронутриенти пред се. Сега кога сме кај за додатоци во исхрана, јас имам зборувано на оваа тема и доколку не те мрзи врати се наназад, затоа кои можеби додатоци во исхрана јас би ги практикувал и не би ги практикувал и зошто е таа логика. Сега конкретно за дигестивниот систем и подуеноста и создавање паразити и така натаму, подуеноста и лошиот метаболизам и лошата дигестија не е знак за тоа дека ние не користиме додатоци во исхрана, туку лошата дигестија и подуеноста е од неправилниот начин на живот и на исхрана. Пред се од тоа што имаме малку оброци, имаме сиромашна нутритивна вредност, не пиеме доволно вода и така натаму, сето тоа придонесува за да се поремети дигестивниот систем. И ако се изборуваме конкретно за подуеност, киселини, лоша дигестија, столица пореметена, одма ќе ви кажам дека не е толку решението во тие антипаразитски, паразитски и така натаму додатоци во исхрана, туку проблемот се јавува исклучиво поради недоволниот внес на растителни влакна, под еден, и недоволниот внес на вода. И толку, тука завршува муабетот. И доколку сакаш да си го средиш својот дигестивен систем, она што треба да почнеш да го правиш е да внесуваш доволно растителни влакна и да внесуваш доволно количина на вода со нормално редовни и секојдневни во текот на целиот ден внесови на вода. Се друго е само олеснување, за да ги внесаш до сите потребни растителни влакна, ти требаат некаде од 5 до 7 порции на овошје или зеленчук, или во превод тоа значи да можеби имаш 2-3 парчиња овошје и 2-3 салати во текот на денот и на тој начин ќе успееш да внесеш растителни влакна. Доколку немаш таква можност и не внесуваш толку растителни влакна, тогаш тоа значи дека можеби е паметно да користиш додатоци во исхрана. Кој би ги одбрала, искрено не знам. Јас користам од време на време додаток растителни влакна во својата исхрана и на тој начин си помагам да го внесам целокупниот потребен внес од 25 грама, кој што е чисто како податок да го знаете, не е потребен во текот на денот. И нормално вода, кој што ќе помогне тие растителни влакна да профункционираат и да ги исчистат зидовите на цревата, за да нема подуеност, за да нема лоша дигестија и така натаму. Се надам дека ти дадов одговор, Благица, фала ти уште еднаш и на секој од вас го охрабрувам да го користи хаштагот #AskJosif или као Благица и као сите останати, контактирате ме во приватна порака. До следна епизода ви посакувам здрави животни навики и убав ден. Чао, чао!